Банта Реј или се тече, пишува над сончевиот часовник во центарот на Битола. А широк сокак е улицата во градот која и соодветствува на таа мисла. Но битолското секојдневие тече со една наизглед тешко решлива контрадикција. Главниот економски извор на градот го сметаат и за најголема опасност за вообичајниот животен тек. Ја живеев тука до 98 година, работев како вработен во РЕК Битола. И филтрите работеја, се работеше како што треба, воздухот беше многу почист него што го гледам ова денес. Прв пат си идам во зима после 21 година од странство. Жената ми мора да носи маска за да диши. Мислам дека овие последните години или исто или е малце влошено. На многу телевизии не се спомнува Битола како загаден град, се спомнува Скопје, Тетово или други, ама Битола не е уствари. Или впрочем најзагадено е во Битола. Не би го трампал РЕК Битола за поквалитетен воздух, али би требало да следат некои мерки за воздухот што излегува и мислам загадувањето да биде контролирано. Мислам дека РЕК треба да постои, да работи како за енергија и за други работи. Филтрите мислам дека треба да ги сменат. Всушност нема да бирам, него ќе одберам најверојатно да си забинам. Дека воздухот во Битола е далеку од чист и дека за тоа има вина во индустријата не е само перцепција. Според мерната станица на влезот од градот, чија цел е да го мери загадувањето од фабриките. Во последните 11 години битолчани дишале воздух со помалку од 50 микрограми ПМД10 честички во 1920 дена. Додека во 1096 дена оваа законска граница била надмината. Во преостанатите 1032 дена, таа информација не се знае бидејќи мерната станица не работела. А најголемиот индустријски капацитет во регионот е РЕК Битола. 360 степени доби редок увид во комплетната работа на комбинатот и за емисијата на штетни гасови и за трашоците. Оние јавно наизвиканите, ангажирање на помошна и механизација за ископ на јаглен и јаловина. Спротивно најавниот впечаток она што излегува од трите бетонски кули високи над 100 метри, не е загадуваш на воздухот, туку водена пареја која претходно поминала низ турбините на трите блока. Опасноста доаѓа од чадот од црвено-белите оџаци. Ова е така наречена машинска сала во термоелектраната на РЕК Битола. Филтрите се доаѓаат сега позади нас. Значи, кога согорува јагленот и кога пепелта од согорениот јаглен поминува преку димните канали, доаѓа во електростатскиот филтер, се ослободува гасот од пепелта, пепелта продолжува кон одлагалиште, а гасот излегува низ оџаците на РЕК Битола. Со други зборови, Менде Куновски објаснува дека РЕК Битола и во моментов има филтри, така наречени електростатски. Тие одвојуваат прашината од чадот од согорениот јаглен, кој е гориво за затоплување на водата, чија пареја ги врти турбините на комбинатот, за потоа генераторите да произведат струја. Па, зошто тогаш на РЕК Битола му треба филтр? Во моментов проектирани се 100 микрограми на метар кубен. Во моментов законодавството вели 50 микрограми на метар кубен треба да биде максимално, а најавите се дека во перспектива тоа ќе се спушти на европско ниво и до 20 микрограми. Планот на државната компанија е надградбата на филтерот во РЕК Битола да почне на есен. Проценката е дека зафатот ќе чини најмалку 21 милион евра. Но колку повеќе прашина филтерот спречува да оди во воздухот, толку повеќе прашина треба да се фрли некаде. Одлагањето, како што го нарекуваат во РЕК Битола, се врши на околното земјиште. Куповите прашина потоа се прскаат со вода и адитиви, па се покриваат со земја и јаловина за да не ги разнесува ветерот. За разлика од пред 2 години кога 360 степени ја снимаш истата локација, има многу помалку површини што не се покриени. Она што паралелно се изготвува и треба да биде готово за кратко време. Од сега е така наречената касета, или ѕидот во висина од 15 метра и во должина од околу 1500 метра, кој што гравитира кон населените места во близина на РЕК Битола и во кој што практично во таа така наречена касета ќе се одлага пепелта за да се намали запрашувањето на околината. Да се намали никогаш нема да значи да се спречи загадувањето на околината. Затоа се свесни и во комбинатот и во градот. Зошто тогаш работи РЕК Битола? Одговорот е едноставен. Вработува 2700 луѓе и произведува околу 80% од домашната електрична енергија. Но РЕК Битола низ годините обезбеди екзистенција и за илјадници други.
Ако до завршетокот на претходната деценија комбинатот трошел меѓу 3,5 и 10 милиони евра годишно на услуги за транспорт и ископ на јаглен од приватни фирми, во 2009 година почнува експлозија на трошоците. Меѓу 2011 и 2016 годишно се исплаќаат меѓу 35 и 50 милиони евра за услугите од приватни фирми. Со новата влада, сумите повторно паѓаат прво по 20, а лани и под 15 милиони евра. Собрано, за 2 децении близу 370 милиони евра од РЕК Битола се одлеале кон приватни фирми, а парите од РЕК се народни пари. Од поинаков агол, ако се вкрстат парите за приватните фирми и произведената електрична енергија, во претходната деценија трошокот по произведен мегават час бил меѓу 70 евроценти и 3 евра. Потоа, соодносот драматично расте до највисоки 15,2 евра во 2016 година. За веќе следната година драматично да се намали на 6 евра по мегават час и 4,2 евра лани. Ова огромно пространство зад мене е рудникот Суводол. Од него со енергија се храни РЕК Битола, најголемиот производител на електрична енергија во земјата. Најголемиот дел од машините кои што можете да ги видите во позадина е онаа механизација која што комбинатот секоја година ја изнајмува во последниве 2 децении, а која е предмет на огромен интерес на истражувачките новинари, но исто така и предмет на препукување меѓу власта и опозицијата, кој и да е на позиција. Единствените машини кои се на РЕК Битола се најголемите на снимката. Се друго е на приватните фирми, од едноставна причина. Иако се расипувале камионите и багерите на комбинатот, не се купувале нови. Така, од 2006 до денес, период за кој добивме податоци, дел од колачок тежок стотици милиони евра добиле 21 фирма. Сами или како водечки фирми во конзорциум најмногу пари за изнајмена механизација имаат добиено. Гранит 113 милиони евра, пред се до 2013 година кога ги истиснуваат дел од нивните локални партнери како Пелистер, кој во најголем дел по 2014 година инкасира околу 68 милиони евра, и Трансмет, чии машини чинеле 58 милиони евра, пред се во периодот 2012 и 2016 година. Марковски во последните 15 години добиле 53,5 милиони евра за своите услуги, а далеку подолу и последен со приход од над 10 милиони евра од РЕК Битола е фирмата Рудкоп. И покрај астрономските трошоци за изнемување механизација, претходната власт предводена од ВМРО ДПМН одбиваше да купи камиони и багери за РЕК Битола, се до моментот кога не беше избрана владата на Зоран Заев. Токму во тој момент, тогашниот директор на Електранија, сега лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, распиша тендер. Новата власт го поништи поради сомнеш во постапката. Иако повторното објавување го најавуваше со години, го распиша неодамна, пред нова година. Проценките се дека механизацијата ќе чини околу 45 милиони евра, при што првата фаза која е во тек тежи 19 милиони евра. Дали се плашите дека можеби овој тендер нема да го види својот крај, токму поради изборите? Јавната набавка објавена на крајот од годината заради заштедата на средствата кои што ги направивме во изминатите 2 години, 2018-2019 година. Токму затоа ја одиме со сопствени средства, не преку кредитирање или лизинг, со што значително ќе ги намалиме трошоците на набавка и последствено на тој во производството во компанијата. Спроведувањето на постапката сега непосредно пред избори, значи никако нема да ја наруши процедурата. Ние кога ги подготвувавме и тендерската документација и средствата, ниту знаевме, ниту предвидувавме дека ќе има избори. Една од причините што тендерот се одложуваше беше случајот на СЕО Труст против Трансмет на Сеат Кочан за малверзации токму со тендерите за РЕК Битола. Во предметот беше запленета механизација која државната компанија сметаше дека може да биде употреблива. Од увидот кој што се направи на лице место, се утврди дека голем дел таа механизација е во многу лоша состојба. Дека голем дел таа механизација е и неупотреблива. Дека бара големи вложувања кои што ќе дојдат на терет на нашата компанија и дека таа опрема можеби нема да биде доволно функционална како новата опрема. Причина плюс и за зошто не чекавме уште за Трансмет е тоа што увидовме од документацијата дека таа механизација има првретна хипотека кон банките. Додека се чекаше распишувањето на тендерот и актуелната власт соработуваше со дел од истите фирми кои вршеа ископ во РЕК Битола во времето на ВМРО ДПМН.
Таква е, на пример, Марковски, за која токму Васко Ковачевски наведуваше дека се богати поради блискост со претходната власт. Додека 500.000 граѓани живеат под работ на сиромаштијата, фирми блиски до братучедите Груевски Мјалков наголемо се богатат. Како што го покажа тоа и овој тендер од пред еден месец, што го доби фирмата Марковски компани во висина од 290 милиони денари или неверојатни 5 милиони евра. Зошто се работувате со тие фирми кои што, еви, вие лично ги имате посочувано дека се дел од коруптивни или, ајде, поблаго кажано, матни сделки? Видете, и за мене, и за јавноста не е спорно кои фирми ќе работат. Многу е важно како и на кој начин ја добиваат работата. Јас тогаш како политичар, односно пратеник во собранието, реагирав во период кога се формираше влада, тогашното раководство на ЕСАМ, на ЕЛЕМ, во април месец склучи договор без објавување на јавна постапка со фирмата Марковски на 290 милиони денари, односно речиси 5 милиони евра за ископ на јагла. Денес покрај тие фирми работат и други фирми уште толку. Работат и Рудкоп, работи СВ Инвест, работи Машинокоп, Зимак, Дигер и уште ред на други компании. Значи, ако тогаш работеле само 3 до 4 фирми, денес работат 10 до 15 фирми и со тоа се зголемува конкурентноста, а се намалуваат и цените. Токму за една од новите фирми СВ Инвест, опозицијската ВМРО ДПМН обвинуваше дека работи со камиони кои биле на братот на премиерот Зоран Заев, Вице, што компанијата го демантираше. Порталот Призма неодамно објави признание на газдата на СВ Инвест дека се познавал со Заеви, но дека тоа нема никаква врска со неговиот влез во Рек Битола. Ако бев нечи параван, тогаш веројатно ќе ги добиев најдобрите тендери во Рек Битола, а не најлошите. Во текстот на Призма се проблематизира и првиот ангажман на СВ Инвест во комбинатот во 2018 година, бидејќи фирмата, иако немала искуство во Рек, била поканета во постапка со преговарање, што на крај ја добила. Токму ова сега ќе го демантира на вашето. Зошто работеле и поранешните фирми, а зошто и работат нови фирми? Значи, ние не можеме да и поканиме на такви преговори само компании кои што до тогаш, до доаѓањето и до промената на власта, работели. Ние мора да прошириме и да повикаме повеќе компании. Конкретно за таа набавка беа повикани 5 компании. И сите си дојдоа во Рек Битола, јас тогаш бев директор на комбинатот Рек Битола, си дојдоа, си учествува на јавната набавка. Една од компаниите не ги исполнуваше условите од техничката документација, останатите си дадоа понуди во затворени пликови и комисијата по отворањето на понудите утврди дека компанијата СВ Инвест има најниска цена, која што и критериум за добивање на постапката. Ковачевски ги отфрла сомнежите дека во Рек Битола се случува било што незаконски, зашто како главен аргумент ги користи цените кои се плаќале за иста услуга во минатото и сега. Во 2015 и 16 година цената на час за булдужер до 350 киловати изнесувал над 8.000 денари. Денес таа цена е 2.787 денари од час. Речи си тројно помалку. Дали сугерирате и дека имало злоупотреби? Значи, тоа јас не можам да го кажам. Тоа треба да го кажат надлежните институции. Да не заборавиме дека случајот со Трансмет произлезе од ископите во Рек Битола, односно од компанијата ЕЛЕМ, денешно ЕСАМ. Дали имате поднесено пријава до обвинителството последниве 2-2,5 години, ако знам дека вие сте конкретно на оваа функција? Конкретно ние како компанија немаме поднесено, меѓутоа знам и сум учествувал каде и кога ги барале податоците од надлежните институции. Да почекаме, ќе покаже времето кој и дали злоупотребувал позициите во комбинатот Рек Битола или во компанијата ЕСАМ. И додека се чека истражните органи да го проверат трошењето на стотици милиони евра народни пари, се чини дека изграден консензус да се прекине или барем значително да се намали изнајмувањето машини. Тендерот за првата фаза на набавката на механизацијата за комбинатот требаше да се отвори на 23 јануари, но поради прашања од големиот број заинтересирани фирми се одложи. Така, февруари ќе биде клучен месец и за набавката на нова механизација за Рек Битола, но и за набавката за подобрување на филтерот во комбинатот, од кого и живее и диши вториот најголем град во земјава – Битола.